Испратете финансиска полиција, испратете јавно обвинителство, испратете трудова инспекција, испратете управа за јавни приходи. Мора да најдете нешто. Ова се насоките кои ги добиваат институциите директно од владата и партиите на власт со цел да се пресметаат со Алфа, смета првиот човек на телевизијата Јани Бојаджи. Овие притисоци кои ние ги имаме од државата, од владата поточно, за мене не се ништо ново. Од првиот ден кога дојдов тука пред 2,5 години без малку, се соочуваме со пријави од јавни обвинителства, пријави од Министерство за внатрешни работи, од Управа за јавни приходи, од државна безбедност. Јас практично во овие 2 години и кусур се соочив со институции за кои немав поим дека постојат. Последен во низата притисоци е оној од Управата за јавни приходи, која изготвила решение за наплата на наводен долг од околу 200.000 евра, во кој се пресметани и огромни камати, а за кој се уште се води судски спор кој нема разрешница. Директорот на Алфа вели дека институциите ги користат сите механизми кои им стојат на располагање, па дури и излегуваат надвор од нивните надлежности и законски овластувања. Небулозите и недоследностите одат и дотаму, што постојат обиди дури и за мешање во внатрешната организација на самата компанија. Замислете, трудовата инспекција во една држава и управен суд сака да определува кој ќе биде продуцент во телевизијата и кој ќе биде програмски директор. Значи, кој ќе ја програмира телевизијата, Алфа, која е приватна компанија, затоа сака да одлучува владата на поранешниот премиер Зоран Заев, на сегашниот премиер Димитар Ковачевски, преку институциите на државата. Телевизијата речиси секој ден е домаќин на различни инспектори, истражители, обвинители. И покрај сите проверки и чешлање на документацијата со години, досега не успеа да најдат ништо неправилно и незаконско. Она што е најлошо од сето тоа, нема никаква завршница. Значи, тие испраќаат некакви агенти, како се вика тоа, истражители, тие доаѓаат, прават притисоци, земат изјави, заминуваат и исчезнуваат. Директорот на Алфа телевизија смета дека спрегата на сите институции има јасна цел – обид да се замолчи единствениот критички медиум во Македонија. Сите разбираме во оваа држава што се случува од причина што поранешниот премиер и портпаролот на неговата партија јавно излегува и ја прогласува Алфа телевизија за нивен најголем непријател. Притисоците врз Алфа телевизија траат со години и постојано се зголемуваат. Како што власта го губи рейтингот и се соочува со незадоволството од народот, така се посилно се обидува да се пресмета со единствената телевизија што не успеа да ја скрши.